Ова некогаш беше спалната соба на маршалот Јосип Брз Тито во резиденцијата Брдо кај Крањ. После таа операција на ампутацијата на ногата на маршалот Јосип Брз Тито, сите смета дека тој својот работен век ќе продолжи токму тука, во Брдо кај Крањ, кај што настојуваше и сметаше дека после ќе продолжи да ја води државнички Југославија. Во оваа резиденција беа направени одредени козметички измени, посебно во оваа соба, спалната соба на маршалот Јосип Брз Тито, во делот на копатилото како би можел човекот кој изгуби својата нога да продолжи нормално да го живее својот живот. Господин Василе, ние се наоѓаме во работната библиотека на маршалот Јосип Брз Тито во резиденцијата Брдо кај Крањ. Тука вела дека има некаде околу 8.000 книги. Ова беше таа библиотека на маршалот уште некаде пред 28-29 години. Да, to je u stvari bila biblioteka koja je bila kasnije izrađena kad se obnavljao grad 76. godine. Uz tu biblioteku, uz to pozadije bio je radni kabinet gdje je predsjednik Tito ponekad išao u taj radni kabinet, nešto radio. Imao je i radni kabinet za stvaranje fotografija, ono što je sam snimio, ali ta biblioteka je bila spravljena tada kad se radio i bazen. Значи, базенот е некои 30 метри полево од резиденцијата и поврзан со подземен ходник. Кога може да поминам овде во резиденцијата, има специјален лифт со кој се симнува доле нели до ходникот и подосно од ходникот се оди до базенот. Da, svaki dan. On je svaki dan pre doručka i posle večere, posle kad je gledao film, posle toga otišao u bazen. Znači tako da je ponekad i doručkovao u bazenu, smo spremili doručak, ponekad je došao posle bazena u rezidencu pa smo napravili doručak tu, ali je obično uvijek doručkovao oko 9 sati. Tačno u 9 sati. Дали е нарачена таа вештачка нога и дали таа вештачка нога после ампутацијата е правена тука во Љубљана или е правена некаде во Западна Европа? Не, правили су ја у Сочи, баш доктор Маринчек е бил зато задужен и он е ту ногу правио, али Тито nije имал никакав специјални третма. Та нога е направljena од диелова едног производача из Немачке. Докторе, дали во еден момент после таа ампутација на ногата, не знам, помислете дека можеби најлошото помина, дека оздравувањето е на врата, дека би можел презателот да ја победи таа болест и да се врати во нормален живот? Mi smo se svi nadali da će biti sve u redu. Čak je išao jedan predstavnik njegovog iz tima, išao je već u Njemačku da bi se na tom njegovim Mercedesima ugradila pomoćna stolica, da se njega bez amputirane noge može bez prenašanja i već se Brdo kod Kranja počelo uređivati neki prostor i mi smo svi vjerovali da je to pitanje dana. Дека вештачка нога била направена, нарачана? Sve, da, sve. Има и процес на преуредување на Крањ, Брдо кај Крањ, бидејќи луѓето кои живеат во таа резиденција велат дека Тито на крајот на својот живот тоа го сметал како сопствен дом и сметал дека после таа операција дека ќе продолжи со владење, ако не се откаже од политиката, токму преку Брдо кај Крањ. Тамо е архитект Лунашек припремao базен, имали рехабилитацијски центар, така како е у Сочи, и они би тамо вежбали, jer kad imaš umjetnu nogu ti moraš početi učiti hodat kao da si beba, kao da imaš godinu dana. Во текот на неговото лекување во Љубљана, Јосип Брз Тито претрпува 2 благи срцеви удари, што дополнително е влошува неговата здравствена состојба. Вела дека 2 благи срцеви удари претрпува во тој период. Ja mislim da nisu, ja to ne znam, nisam kardiolog, ali mislim nije se o tomu pričalo. Svaki dan se konzilij sastajao 2 do 3 puta. Sve je bilo pod kontrolom i laboratorijski i mikrobiološki nalazi. Ja takvu jednu njegu intenzivnu i to nisam vidio ni prije u životu ni poslije. Ja mislim da je to bio vrhunac tadašnje medicine, znači 80. godine, to je bio vrhunac higijene, medicine, asepse, antisepse. On praktički nije bolovao od ničega drugoga nego od zatajenja bubrega koji su bili posljedica infekta od te gangrenozne noge koju on nije dao odrezati na vrijeme. Постојат 2 клучни проблеми во неговото лечење, тоа е таа шекерна болест која долго време ја има Јосип Брз Тито, некаде од 1975 година тој всушност преоѓа на инсулин и второто е неговата старост, односно неговата возраст 89 години во моментот кога починува.
Ни самиот не се жалеше нешто многу на болеста. Вие бевте на некој начин луѓе кои 7,5 години работеа за него, што се вели веќе и пријатели станавте после толку долги години на заедничко работење. Немаше некои моменти на слабост кој би ви се пожелил дека има проблеми со ногата, дека ногата го боли, дека има други некои здравствени тегоби? Dok smo mi radili tu i dok smo radili za sve posete i stranih državnika i njegovih privatnih poseta na Brdu kod Kranja, kod njega nije bilo nekih nezadovoljstva ili slabog ponašanja ili slabog osjećaja da je predsjednik dosta bolovao za te ili one bolesti. Како Тито ја на некој начин ја поднесува ампутацијата? Вие сте цело време како шеф на протокол во неговото непосредно окружување. Како ја доживува ампутацијата? Ja mislim da moje videnje je da se teško odlučio za to, ali kad se već odlučio, on je to vrlo stoički podnio i imao je nade da će se te stvari riješiti sa svim ovim savremenim kako se kaže... Со методи, средства, da, sredstvima, помагала и така. I pomagalima, tako da ja mislim da je on bio spreman i da živi sa... И со нога изгубена. Da.